Председателе, почитувана колешка, ќе почнем од самиот крај на вашата дискусија, да повикот на опозицијата да го гласаме ребалансот на буџетот и тоа ќе се случеше доколку се усвоја барем дел од нашите амандмани и бидејќи во вашата дискусија претежно се осврнавте на Министерството за образование, и јас тука би реплицирала затоа што и ве разбирам, нема што да кажете за буџетот, генерално за буџетот, бидејќи буџетот се знае дека не само што е неразвоен, туку е еден вид предизборен подкуп и нема што да кажете. 7 милиарди евра долг, над 4800 евра има секое семејство во Република Македонија долг. Значи, откако сте дојдени на власт, 2 милиарди евра сте ја задолжиле државата, а тие пари не можеме да ги гледаме. Еве, и вие сама кажавте дека се скратени сите инвестиции во Министерството за образование. За бројчаникот веќе никој не говори, а практично парите кои што ги предвидувате, и ова е најголемиот буџет досега во Република Македонија, не можеме, односно не можат граѓаните во Република Македонија да ги видат каде се вложуваат. И се согласувам дека во Министерството за образование има едно такво безмилосно и безобразно кратење, што навистина не знам вашата министерка Мила, ти си наша сила, како не можела со нејзиното однесување да го наметне ставот кај министерот за финансии дека оваа година и како треба парите да се пренасочат во Министерството за образование. Затоа што верувам дека ќе се согласите со мене во годинава и оваа година што измина, единствено парите требаше да се пренасочат во образование и во здравство, ама тоа вас не ви интересира, вие си имате, нели, парите се знае, луѓе ги прераспределува оному каде што треба за изборите. Ги спомнавте платите на наставниците и добро е да слушнат наставниците дека она што ви го ветуваше Зоран Заев и Мила Царовска, дека ќе ве плаќаат по колективен договор, не по вака покачени некои 100, 200, 500 денари, по колективен договор, почитувана колешка, жално ако што и вие сте наставничка и не си ја браните фелата, знаеш. Кога ќе влегуваш во ова собрание, не треба да се заборавиш професијата и треба да ја браниш, особено од позиција на власт. Јас само ќе ви кажам еден податок. По коефициент 2,5 наставник требаше да зима 37.500 денари. Наставник-приправник, коефициент 2,3, треба да зима плата 34.500 денари. Тоа е колективен договор, вие ништо не требаше друго да правите, освен да го испочетувате колективниот договор кој што е потпишан и е на сила, ама вие не го почитувате. Така да немојте да ги лажете собствените колеги, многу добро знаат што примаат секој први и само да ја довршам мислата. Колешке, околу Бирото за развој на образование, денови ве не знам дали правите муабет со вашите колеги кои што ги обучуваат од невладината ХЕРА, а не никако од Бирото за развој на образование. Нели мислите дека не малку, многу се поцените и Бирото за развој на образование е практично претворено во кетеринг служба. Сега институција невидлива во Министерство за образование е невладиниот сектор. А тоа, верувам ќе се согласите со мене, иако не е јавно, не е добро, не е во ред. Благодарам. Контрреплика пратеничката Јевочанова Драгица, повелете.